Добре, дојдовте во уште едно лабаво неделно попладне. Значи, емисијата ни е лабава, ние сме лабави, вие сте лабави, чим сте тука, фала Богу. Сад, денес имаме на гостинка, малце да размрдаме, знаеш, да не види сега дека маш сум поканил, па сега само маш, па се бунат жените, па после ќе се вратат на видеата, ќе речат шо правој со жените, само за жените збора нешто, демек жените ова, жените она, за мажите ништо не кажуват. Денес викнавме на женска гостинка, што ми е мене лично пријателка одамна, не памтам ни од кога, ама одамна е. Ќе ти кажам јас. Ќе ми кажеш едно добре дојдовте вака топло, лабаво неделно до Андријана Јовановска, беше така да не Леле, Викторе. Да не го После, сгрешам. чекай ќе ти кажам, од 2004. Рачунај колку години се тоа. 2004. Која година беше ти не идол? 2011 беше. Стварно? Да. Значи, од 2011, од 12 години, не си ми го запамтил презимето? Па, тука мислам дека сум точен. Точен си. Не сум со имињата, не ме бива, знаеш како не. Јас обично на муаве, да сте комшите, викам, ти комши бевме едно време и комшо, кафе, мафе, муавет, интервју ваму, сликање таму. И јас Што све не сме направили, уствари, ни у нашата кариера. Родендени, чуда, сабе, што све не, дружби, неверојатно. Кажи ми сега, мислам, прво дали се осеќаш лабаво во ова наше студио? Не, кажи ми ти дали имаш ти трема. Имам. Колку? Имам, малце поќе од обично, обично ние си сме лабави луѓе во приватно, вака си правиме муабети, си правиме дружби се, ама пошто таа е новинар долги години, а јас не сум новинар. Да, обично јас сум таа што поставува прашања, ти одговараш. Да, обично сме обратно. Сега, пошто И сме мене обратно. ми е чудно вака. Пошто сме обратно, сега да те прашам, убаво ти е сега вака кој те прашам. Знаеш дека да? Уствари, чека ти кажам, моите пријатели викаат дека сум јас многу позабавна кога сум гостин во телевизија, по некоја емисија, отколку приватно. Така да... Ќе видиме, не знам сега да не биди, нема да испадне дека приватно не си забавна сега. Забавна програма. Кафе, кај да го ставам ти кафе, ме викна кафе, ми донесе, ама... Чекај малце, ние тука сме, куќа невидена, бе, чекај. Да се соберам со се све. Вака. Одлично. Шанк. Абе, јас одамна зборам дека е шанк ке клајме, па што сака нека е, и се молат луѓето да не ми звонат на телефон, дури снимаме, мислам, јес да е лабаво шоуто, ама да и кажиме збороите, прво после ќе правиме муабет. Тамане вака? Тамане, види ке можеме да се подправиме. Ова скроз лабаво ќе дојде, вака, битолски. Кажи, од кога немаш да иде на Битола, бе? 2012-та? Кога не остави колата во Грција, во сред Грција, не донеса со шлеп служба до граница. Тоа беше со дан, така? Тоа беше со дан, да. Дали сериозно? Преспавме ноќта на 12-та. Преспавме ноќта на граница, другиот ден не собраа исто со шлеп служба, не донесоа Битола, цел ден ја помина во градот, доека чекавме некој да дојде да ме зема. Шо, пак ко не знаете да се јавите, мислам, са, ние се знаеме тука, не знаат да речат дој си едно кафе, со се шанк ке го донесевме, не е проблем. Не те. Абе, треба ви текно, значи треба ни дојдите со дан комплет, значи една екипа се собериме, дојте Битола да направиме и таму една емисија сега студио, ново, ова, она, да се... Знаеш ли колку години ти викам јас уствари дека сакам да дојдам и студиото да те го видам? Епа, јас знаеш колку години го градам тоа студио? Знам. Тоа беше малци историско ќе се направи, ќути бидна, значи требаше свадба да направам, требаше да стегни невестата работата малце за бидни пошти. Ништо без женска рака, Викторе. Нема. Кажи ми сега, пошто си, да не речам долги години, колку години имаш кариера? 28 скоро. И за женење ти е кариерата тебе вече. Нели? Бо. И деца можеше да изроди сега и втора кариера да направам. Да, 28 години. Кажи ми што е, направи една паралела, кажи ми што е разликата од тогашната сцена и сцената денес. И зошто, пошто многу често го слушаме муабето дека денес нема музика, дека нема артисти, бла бла бла. Што Не, јас има и не се денес сложувам, артисти. ама кажи ми која е разликата од тогаш до денес во сцената? Од кај да почнам? Сакаш. Да речеме, 90-тите години беа време кога луѓето буквално секој ден промовираа нешто ново.
Значи, денеска буквално се случуваше на 3 места да одиме заради тоа што некој промовира спот, некој промовира песна, некој промовира албум. Имаше таков наплив на музика и рачунај дека 90% од песните кои што излегуваа во тоа време беа хитови и се пеат и денес. Од друга страна, денеска точно е дека има сцена, точно е дека има музика, меѓутоа како да ги фаќа музичарите некаква летаргија. И најверојатно малку е проблемот и до медиумите, до нас, заради тоа што нема многу музички емисии каде што може да се промовира, нема топ листи. Јас не се сеќавам кога последен пат сум гледала топ листа на која што знам дека има ке вас. Знам. Реков не сеќавам кога сум гледала. Каде што може да се промовира македонската музика и буквално луѓето да одат и да снимаат спотови. Денеска главната платформа е YouTube. Многу е сменат моментот заради тоа што на времето постоја списанијата кои што ги промовираа музичарите заедно со радијата и телевизиите. Денеска сега се промовира сами од себе си преку собствената платформа. Дали е тоа YouTube, дали е Instagram, дали е Facebook. И некако се смени начинот на кој што се создава музика. Дефинитивно. Јас мислам има еден момент кај што луѓето викаат нема песни како порано, ама ако направиш песна како тие поранешните, нема да ти ја слушаат, оти сега веќе нов стил на музика влезен во приказната. И тука е малце плюс и порано имаше поќе менаџерски куќи, поќе имаше луѓе што се трудеа да испромовират нешто. Денешно време не. Денешно време менаџерските куќи, уствари луѓето кои што во минатото работеа како менаџери на артисти, денеска се повеќе како букинг артисти за концерти. И организираат концерти на странски, многу ретко на домашни изведувачи, значи почесто ги носат балкански звездите, со исклучоци носат и светски звезди, меѓутоа повеќе се менаџерите и продуцентските куќи уствари вклучени, насочени кон организирање концерти, претпоставувам дека, нели, таму се финансиите. Да, таму се парињата, што викаме во битола. Добро, знаеш, јас мислам дури и диаспората, ако видиш, например, сите наши комши, да речам, сите држави околу нас имаат исто толку диаспора колку и ние, знаеш, сите ние имаме негде луѓе, ама сите си го почитуваат нивното, сите си викаат нивни артисти, сите прават концерти за нешто. И нашите викаат нашите, ама претежно народна музика ова она, забавната музика не е толку за забавно, викаат пак од некој од комшите. Тоа е моје мислење, не знам дали е така, ама и тоа е еден голем дел, пошто ние сме мала држава и мал пазар веројатно и тоа игра некаква улога и затоа морат да ги викаат да си направат муавет некој поинак. Види, не морат, меѓутоа на крајот на денот кога ќе направат математиката, сите со кои што сум разговарала до сега викаат дека е поисплатливо. Добро се. Мислам и ние да клајме турска серија, ќе имаме гледачи, ќе гледат та турската серија, ама дали кој ќе насинхронизира? Јас ќе видам Керем. Дали е тоа што сакаме ние да го представиме? Ствари не ми да, извини, нема да видам. Леле, ќути има за таа е скроз тема што со надсинхронизации со тоа што се дешава со тие скроз друга тема. Ти го гледам за индиските серии. И за турски би имав направено. Гледаш турски серии кога сте на младата? Не. Имам изгледано една турска серија на Netflix, меѓутоа со англиска надсинхронизација не слушав турски јазик, меѓутоа беше серија врзана со новинари, пак значи со професијата и ова што го работам. Јас и некако темата ми беше. Фала Богу, нема болот, заби престани мрдни се од место. Мрднат сум јас одамна туку нема врска. Што сакаш да гледаш вака дома? Знаеш што гледам периодов? Уствари не е периодов. Што гледам од август месец наваму? Божикни филмови. Направи фаца? Очико. Преврта очи гласно. Не можам да превртвам очи до толку, не сум. Жените се пота работа. Од август месец навака гледам божикни филмови. Сваќам дека се далеко од божикните филмови, да речеме што ги гледавме на времето, дека приказните се смешни, најчесто ги оставам на пола, ама не е битно, секој нов божикен филм што ќе излезе го гледам. Од друга страна, телевизорот да брчи. Не, преку оние стриминг платформи. Од друга те интересираат тие филмовите. Јас мислев така ги пушташ за. Не, си ги пуштам намерно. Гледам серии на HBO типот на House of Dragon, Game of Thrones мислам дека 3 пати ја имам изгледано, што е. И мене фала Богу. Што друго гледам? Сакам Marvel.
Ги секам филмовите на Марвел и на DC. Па така, кога ќе се зачека некогаш Супермен, некогаш Wonder Woman, се тоа се гледа. Ето, ние со невестата тука сме малце распар во тој, ретко сме распар на работа, ама тука сме, таа поке си сака некои психолошки трилери, чуда, оно, јас сакам да пуштам и да се релаксирам, да се тепат Ти таму, си за Френдс? да се смеат некои таму, да се смееме, да види она. Таа ќе пушти некој последно на шпанско е свртена, некоја шпанска Ти кажеш да ја кинематографија. гледа Валерија. Може и ја има гледано. Ќе пушти некој шпански филм, некој таму трилери, чуда, кој бил, шо бил и ти думај се цел филм го гледаш и цел филм пробуваш да сватиш што е работата. Ако сакав да се думам, ќе одем ќе учев нешто за да се релаксира, ама нема врска. Не е битно, на крајот посилниот побед ги гледаме тие трилерите и така. Интересно ни е дома. Да се вратиме мене кај што ме боли завод малку. Кажи. Ако може. Ти имаш нешто и со Евровизијата, вака имам слушнато некои тука конци, тегниш негде ова, она. Така ми текна случајно. Аха. Многу често ме прашват луѓе демек, но уствари многу често ми велат луѓе кога бев јас во приказната со Евровизија, леле ти требаше да одиш ова она и не можеме да се убедиме дека кога му речам дека уживај, ако требало ќе сум бил. Значи јас разбирам пример дека на сите нас ни е тоа сон и кој да оди ќе види пресреген што е таму. Мислам сон. Еден дел од соништата. Што мислиш ти дека треба да дали уствари мислиш дека уопште треба да учествуваме на Евровизија? Да, апсолутно. Значи не знаеш колку ми е криво што и оваа година нема да учествуваме, а што од друга страна учествувавме на детска Евровизија, тоа никогаш нема да им го простам. 2 години поред не учествуваме на Евровизија, ама учествуваме на јуниорска. А ти шумфали на јуниорска, што ти имаш против неја? Немам апсолутно ништо против неја, ама сакам да ја видам Македонија на Евровизија. Да. И се сложувам. Нели, на ако треба да се бира Евровизија и јуниорска Евровизија. Да, се сложувам на тоа поле. А што мислиш дека би требало направиме ние за да бидеме успешни на Евровизија? Еднаш во животот. Ама ние ќе бидеме успешни еднаш во животот на Евровизија, сега работава е да се склопат коцките. Значи, како да ти кажам? Треба Супермен да се слуша. Супермен требаше да одлета. Требаше да Не, види, таа година, мислам, не знам колку знае публиката, дека дел од жирито што гласаше, значи освен што беше, нели, што се гласаше телевоутинг и што се гласаше, мислам, преку Facebook, меѓутоа имаше и жири од неколку земји кои што гласаат, уствари земји кои што учествуваат на Евровизија и кои што, нели, после тоа треба да даваат своји гласови кога се одржува самата Евровизија. Претпоставувам дека голем дел од влијанието за тоа која песна победи годината, односно Андреја кога победија и настапуваше со Супермен, има врска заради тоа што странско жири гласаше. И тие ја гледаат песната која што ќе излезе на европската сцена, а не го гледаат македонскиот изведувач и колку е тој, нели, популарен тука. Не гледаат локал, гледаат глобал. Тоа беше хаос невиден. Јас ги разбирам луѓето, се мачеле, гласале, се биднало толкаво она и сега на крајот испаѓа дека тој што го гласале нема да оди. Ма на крајот на денот нема правила. Јас Апсолутно. Не значи дека ако одеше Супермен дека кузне што ќе направи. Додуше ќе летнев на сцената, то сигурно. Значи, остајте Тарабунов што летна на Макфест, имаше летам вака, цело онакво го поминам, ама добро. И Тарабунов ќе викниме заедно тука да пробаме да летниме. Видиш како ти текнуваат идеи. Да. Знаеш што е најдобро во новинарството? Што од најобичен муавет ќе добиеш 5 идеи. Ги добија Андреј и Тарабунов. Фала Богу. Не, сега, тој слушај, беше план малце, ама добро, си легна муавет. апропо Евровизија и она што ме праша, кога, односно што треба за да се кренеме горе да победиме. Да. Значи, ништо посебно и се. Како да ти кажам, значи на висодан треба да ти се склопат коцките. Дали Лорин лани имаше најдобрата песна на Евровизија? Не. Дали Лорин победи заради тоа што е Лорин и се водеше на таа некоја стара слава и еуфорија? Апсолутно. Значи, нема никакви правила. Значи победи еднаш и после лесно е. Од прилика. Шу. Не сакаш да маниме некој песнич, јас обично си пеам вака со гостите. Јас можам да те слушам. Пошто јас ако почнем да пеам, менјам публика, канал, избега. Не интересна беше во дружби вака са глупости, се јас ќе пеам. Кога си ме слушнал да пеам? Никогаш. Па види, Никогаш. не се сеќавам, пошто обично кога сме правеле дружби екипни сите се дерат, се рачуна и Дан ќе пее, Белов ќе пее, Виктор ќе пее, Бети ќе пее, не знам кој. Андријана ќе гледа.
Па можно е. Што сакаш тоеш да направиме вака нешто, да што речеме? сакам да ми испееш? Сакам да ми испееш. Знаеш што? Шанкчето. Да, дај го на Да мене. не го зачукаме. Сакам да ми испееш женска песна. Yes. Сакам поп песна од Каролина Гочева некоја. Ај помисли. Чедај. Оскаровски испани. Ме фати во небрано скрос. Ама ти ми речеш што сакаш, јас само го користам своето право. Чедај. Знаеш што? Сакам да те снимам. Ајде пробај, замисли си сами едно место, едно парче земја на југ, може да тебе да видела. Тоа знај, од нас зависи. Не беше Евровизија ова? Евровизија Зато беше. ми текна некако ми Евровизија по песна Каролина, се воедно. Крос. Требаше да ми го дадеш телефона да те Не го снимам. Знаеш знам. како прилки излезеше од ова? Ке беше јако, не го знам, строфата не ја знам, морам да признам, рефренот ми текна инстант, ама никогаш ја немам свирено, така што ова беше скроз рандом. Имам Викни ме нешто пак, свирено бе, од Каролина, ама сега вака како ми рече Каролина поп, уствари како ми тргна некако многу поп песна, женска, и се одма почна трема ме фаќа и ми се губат мисли. Чекај, дали сакаш да кажеш дека цела емисија со мене ти си во грчи во трема? Па требаше лабаво да види, ама некако... Ама некако не. Што знаеш, вака Чекај, се да ти стегнува. кажам, кога правам интервјуа со луѓе кои што ми се најблиски, секогаш ми е најтешко и секогаш имам најголема анксиозност заради тоа што не знам како ќе ме доживеат, не знам дали јас ќе бидам доволно добра. Со гости кои што не ми се блиски ми е толку да му се не види се. Комшија, јас така, Седи, свираш живеј. нешто? За кафето, што са јуже нешто ти направи? Сакам. Сега гледај некоја полесна Не, желба биде. знаеш што сакам? Сакам од Виктор Апостоловски нешто да ми испееш, ако знаеш. Тие најтешки емисија да ти кажам. Знам, баш Да ти за кажам, тоа. сум имал една емисија сега кај што промашвам многу песни, абе хаос, не знаеш. Одлично, дај нешто од Виктор. Исто и на лајвови ми се дешава, ќе почнам нешто на лајв и ми речат некоја моја песна и ја почнам и се здрткам негде нигде и хаос. Сега маниме Супермен, пошто не ојде на Евровизија, на ВТВ ќе оди, па сега вие видете. Во акустична верзија. Чекај, пошто не отиде на МТВ, ќе оди на ВТВ. Виде како си легна? Абе, Одеше и на МТВ, душа не можам да речем, ама овде покепати ги ој. I can walk, you can talk. I can move, I can go, I can fly, I can try, I can move like this, blah, 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 blah. I can I can jump in the fire, I can play with my money, yes, I can play with your body. Boom, boom, bang, I can bang, bang, boom. Dream, think I can do everything. Do you wanna drink? Немој да не се запијам многу. 'Cause I'm a Superman. Superman. 'Cause I'm a Superman. 'Cause I'm a Superman. 'Cause I'm a Superman. Yeah. Superman. Superman. Нема супа. Многу јадам Супермен. Од оние со буквиња за да си пишеш Супермен или Виктор. Да ти кажам, со букви одамна немам јадено, ама ќе си земам некој ден. летоски си направи именца си. Интересни Нели? си игравме како деца баги. Убо, кажи ми сега, ме интересира, вие како новинари, како новинарската фела да речеме, дали имате слобода да промовирате македонска музика шо поќе, или се инсистира да биде нешто што е
им во моментот, па не е битно дали од Македонија или од Србија или од било каде. Не знам оти ми дојде ова прашање, ама така. Знаеш како ова ти е прашање повеќе за радиоводител или за некој што работи во радио, заради тоа што нели генерално музиката се промовира таму. Меѓутоа во однос на тоа порталот кај што работам јас, значи crnobelo.com, генерално настојуваме македонските изведувачи да не бидат на прво место, без разлика дали станува збор за македонска музика, македонски филм, култура, спорт, што и да е. Многу помалку се третира Балканот. Значи дури одна што се третира Балкан е со некаква доза. Не се и не по секоја цена. Македонските изведувачи, да. Затоа те прашав, ти знам, ама Ама ајде прашам. не, ме интересира, ти гледам многу портали има и многу портали гледат да извлечат гледаност на трач рубрика и ќе пушти тука. Таја имала ова имала она имала ова. Никој не дури луѓето не ни читат за толку за музиката што се дешава и во странство и во Србија, кога што читат трач рубрика и после таа трач рубрика Сега да се разбереме, знаеш дека ние сме таква нација која што сака да слуша, да чита повеќе трачеви отколку кој што направил, така е. кој каков успех постигнал. Така е, се жал. Не знам како да го смениме тоа на ментално ниво. Што мислиш ти, што треба бидни во оваа држава за пркни работата во музиката? Да се сменат едно 4-5 генерации. И тогаш е прашање дали ќе се смени работата, пошто малце сме така и најджи сме во некој во некој дел. Не за џабе 5 века сме биле така под обсадом, се забавило на луѓето да ме свееш. Кој што ќе се Што ќе менјам? Ти има и полошо па ти што става. Дали имаш нешто што сакаш вака за крај да ни порачаш на нашите гледачи и мене вака воедно како Тебе комшија? воедно, како комши почесто кафе да пиеме, пошто од кога се пресели Битола не се гледаме. Речи си од Милена кој се жени, фајде, речи си од Добро, кој се речи си, ајде, жени. од кој се жени. Нигде ме нема, другарите ги заборев, тоа е само жената постои. Не точно, ама добро. И повеќе да доаѓате со Милена Скопје, заради тоа што јас и она се договаравме за дружба да правиме. А ти послушај си ја жената. Ништо, чим се договаравте вие, значи не ако договориш, рачунај дека јас сум договорен, готово. Ти се знај кој е главен во куќата. Се разбери. Тачно. Јас кажувам, тоа што сака жена ми го прави. Тоа е тоа. Фала ти уште еднаш што ми дојде, се надевам дека ти беше Фала ти доволно тебе, да, убаво. кафето беше многу убаво. Ти кажам, Шанкот ви е добар. Уба идеја ти беше ова да дојсаме, но ќе го направиме. Јас го зборам многу пати, ама па може и да прам пијачки понекогаш вака позади да мешам. Фала ти што не ме натера да пеам. Таман работа. Сега, види, убаво би било, оти сакам малце да го разбијам тој онакво дека само пеачите треба да пеат, ама на крај на ден ако не ти се пеј, треба ти да се осеќаш слабо. Така што одиме да се помабетиме малце, да си пораскажиме некои работи од после свадбата. А вие дечки, фала ви што не гледавте, се надевам дека и вас ви е лабаво неделно, ова неделно попладне и се надевам дека ќе продолжи да ви биде лабаво. Останете на нашата програма, има уште многу што да се види и уживајте во ден. Поздрав!